Дојде. Тебе мали, како те викаат? Тоше Врба. Тоше Врба. Што имаш ти да ни кажеш за наша емисија, мислам, онако општо? Тоа не, баш одлични сте, као супер емисија, голем. Ти благодарам. Ти благодарам. Друго? Имам? Тоа е, што друго да ви кажам. Ти се допаѓам јас вака како водител? Па да, супер си. Одличен шоумен пред се. Ти благодарам. Ми имаш гледано и како мал? Да, да. Може да се каже дека имаш пораснато со... Од серијата Големи и мали, да. Ти благодарам. Ама многу си ја гледал. Мислам, Да, гледајќи да. колку... Ептен. Сабота. Иднава. Добро. Слободен си да доеш? Ако ме викнете, секако се разбира. Ама не за оваа емисија. Добро, за мене сјалици секаш? Ке местам завеси дома кај мене. Ако, може. Ке ти кажа за такви работи? Да, бе. Редовно? Менење сјалици, завеси, местење. А имаш друг надимак освен Врба, знаеш кој ќе те викне нешто? Не. Не, обично тоа е тоа. Добро, Тоше. Имаш девојка? Не. Тешко се наоѓате. Тешко се наоѓа, точно. Слушај, спремен си? Имаш Да. играно кошарка, предпоставувам. Така? Да. Да. Уште играш? Не. Значи, висока Сепак ма зашо? тапа. Добро, нема веза. Океј. Спремен си сега? Направи еден двочекор натака. Ајде. Двочекор и искочи. Двочекор? Искочи од студио, бе, да ти двочекор. Шо приш таму? А? Шо приш? Мачка гледам ми пише што да зборам у емисија. Што бе, брат? Нешто те мачи? Ништо. А? Ништо, живи. Нема везе. Сакав да те прашам, бата ли голема работа? Не. Прашај бе дали си нормален? Не бе, не. Те гледам и... Бе, што ти ја на тебе прашај, ајде не ми околише. Што ти е, бе? Ме прашај, ајде ќе се порадам дор ме прашаш, будала една. За малце ќе те прашам што си се здебелила толку. Па лупеница ли голтнав, бе? Гледате 1 на 1, сезона 7. Вечерашен гостин Тамара Тодевска. А сега вашиот домакин Жарко Димитриевски. Како си, Кико? Здраво, Кико, ова е новата 1-1, а ова исто така беше нашиот пријател Тоша, кој што го видовте претходно, но не го видовте. А зошто не го видовте, бидејќи немате доволно голем телевизор дома? Тоа е тоа. Што да ви правам? Тоша беше цар. Тоша беше вистина цар. Да. Знаете ли што правиме во 1-1 денови? Си играме со апликации. И наидовме на една многу добра мобилна апликација. Се вика Masquerade. Што е работа? Значи, едноставно си го ставаш мобилниот пред лицето и ти го менува лицето. Сега на кој начин ти го менува, значи да видите. Еве сум јас, а еве сум јас на Masquerade. Чекај да видиме што има друго. Има и повеќе работи. Пример, можам да личам на Snoop Dogg. Йоу, што правите? Ова е 1-1. Yeah, bitch. Дојди, Мешевски. Дојди, тука. Чекај сега, кој си ти, кој сум јас? Кој си? Ти си? Леле, Мешевски, се плашам, не сакам да се гледам вака, видете ме каков сум од лево. Видете ме каков сум. Избирачки список, точка, не знам што таму. Се проверивте?
на избирачкиот список. Сами сте дома. Има други. Значи, ако не сте се провелиле, можете слободно на интернет, само внесувате име и презиме или матичен број и ќе најдете на која адреса живеете и каде гласате. Значи, само тоа. Име и презиме и ти кажува каде живееш, каде гласаш. Оваа работа ја поздравија многу луѓе, ја поздравија, например, сите странски наблюдувачки мисии, ја поздрави ОПСЕ, ја поздрави Европска унија, ја поздрави САД, но во најголема мера подршка стигна од Македонското здружение на манијаци и стокери. Да. Тие дури снимија нивно обраќање. Одеше вака некако, сега од прилика ќе ви кажам како беше. Значи, дај ми тажна музика, мол. Одеше вака. Дали си тажен? Да. Порано беше навистина тешко да си манијак. Па мораше со недели и месеци да истражуваш каде живее твојата омилена пејачка, водителка или бившата девојка. Но денес, со само неколку клика на избирачкиот список, можете да ја дознаете точната адреса на било која личност во земјава. Се што треба да направите, да и го знаете името и презимето и ништо повеќе нема да ве оддели од миговите поминати во незино манијачење. Се гледаме кај тебе превлез, Елвир. Ја прво мислев дека ова е дел од проектот Купи куќа, купи стан. Знаете као 30 луѓе во еден стан, секој по една рата плаќа и ете го станот исплатен. Чиста работа, ама не било. Не. Можно е сето ова да е направено чисто за дистракција на јавноста, да не одела, да не правиме муавет за битни работи, да правиме муавет за небитни. Например, уште од сега знам кога ќе застанат пред гранап луѓе, знаете, баб ќе си седнат, ќе седне тој Стојан и ќе рече: тешко време е дојдено, да. Дома 32 ранам со една плата. Тешко време е дојдено. Добре де Стојан, ние помала фамилија сме 20 на луѓе. Толку. А стварно на моменти ми иде да ги видам бе тие луѓе во станот што ги имам, да си се запознавам. Значи, од кај знаеш? Он си е на моја адреса, а јас не го знам. Не за друго, прашам како се живее бе. Му се допаѓа ли распоредот? Океј ли му е? Се снаоѓа ли кога ќе му затреба кеса за ѓубре, батерии? Знае ли малите тањирчиња кај ги чувам, големите кај ги чувам? Значи, не може така. Сикам замисли да се направи една кампања, запознајте ја вашата фамилија. И еве, се нека биде лошо од ова. Се нека е лошо. Една работа не може да кажете дека е лоша. Една работа е стварно супер. Детето, малечко дете, ке ти кенка ти прави њањање. Секое летно време, оп, кај баба му во пустес на одморче. Ајде! Има разлика. Бранко порано ветуваше по еден вработен во секое семејство. Сега имаме нов проект. По еден отпустец во секое семејство. Најди го на твојата адреса. Што има во светот? Кој е актуелен? Еди Марфи, многу го сакам Еди Марфи. Еди Марфи по 9-ти пат ќе стане татко. 9 деца има. Значи, они ваки така 18 души му се и без избирачки список. Марфи чека син од неговата последна жена со која е во врска од таму негде 2012 и по тој повод утре во Белата куќа ќе има свеченост, ќе му биде доделена титулата Американски Александар Маленко. Еди Манфри. Сите од бизнис, маркетинг и стартап филата одете на webit.bg. Webit е еден фестивал кој што е врв фестивал што се случува во Софија 19 и 20 април. Исто така може да си платите карта таму со Стопанска банка, онлайн плаќање, брзо, лесно, сигурно. А еве го господинот Мешевски. Царе, Има нешто? да видам. Знаеш дека ми зема се што е за рециклирање. Неам за рециклирање. Ама нема веза, да, може да те прашам нешто друго. Ти се допаѓа Мартинево. Чекај, многу добро, мислам дека го знам овој. Мартин од Пункт Мебел. Одлично. Абе сега бев. Многу се добри. Другарчињава негови? На Мартин другарите? Одлични, кажи, и за да, седење, и за да. лежење, и за гости, и за емисии. Да си одиш сега, ќе имаш и попусти на сајм за мебел, така да си отидеш таму. А Мешевски? Ајде, одлично. Неам за рециклирање, баце, тоа е! Тоа е Мешевски. Јоу. О, Еј, кај си бе? Жара, спасе, Жара. Не. И она така ми викаш. Што ти е бе? Плачам, нели слушаш? Што ти е бе спасе? Зошто плачеш?
ме остави жена ми. Остави жената. Жена ми остави. Спасе бе. Немој бе се спасе. Зошто бе така? Што се случи? Дај да ти помогнеме бе. Како па ме остави пред некој ден? Зошто бе спасе? Па не е честитав 8 март заборев. Абе спасе бе, па до толку дојде бе само за тоа? Ништо не купив. Па добро бе спасе, дај да реагираме, ќе направиш нешто, купи и сега да му се припни. Шо би Не, сакала? јас знаев оно што сакам, ја не можев тоа да го земам. Де бе спасе, многу скапо беше? Па нели работи у НАСА жена ти, нели има пари? Не е све до парите. А зошто бе спасе, шо е работи? Шо сакаше? Шолја сакаш. Шо сакала? Шолја. Каква шо бе спасе? Ти што ги даваш. Good nature. И сакаше шолја и ради тоа те остави. Ме остави, вика шолја, ти ни шолја и си отиде. А, така, ради тоа те остави. Да, ради шолја, да. И шо да Ти прави на сега? некој начин ми го растури бракот. Ја ти го растури брако, Спаско! Ми ти кој? Срам те било. За една шолја ми го растури бракот. Чекај. Кај е сега жена ти, Спаси, извини, дај ми ја да ја чујам. Ај. Не е туката. А не е тука, кај е бе Спасе жена ти? У НАСА. А отиде? Таму работи со русите, некој спейс програм. Аха, така. Добро. И како вака сега може да докажеме дека баш она сака шолја и да те верувам? Па ти дај, ќе се смириме, па ќе ти се јави. Сигурен си ќе ти се Ке смири. 100%. Ако ти дадам шолја, значи ти се смирува. Да, таа што да. Дај да Спасе шолја. Ајде ти даваме Спасе. Ајде. Постанете Тамара Тодеска тука. Ајде, гледаме свадбата на Тамара. Леле. Што сте убави. Ова се за тебе глупости? И да знаеш дека се. Па ајде да речеме дека ќе бидат многу лошо за тебе и затоа подобро почни да збориш веднаш. Да бе да. Он е тој што ми помага да бидам смирен и ми делува како антидепресант и ми помага да не правам глупости. Добро, сватив доволно. Кажи ми го името и ќе добиеш све што сакаш, окей? Сигурно? Сигурно. И ми се не може веќе. Чај од Кантарион. Што не кажеш бе? Што не кажеш бе? Ја вакви глупости пијам цело време. Нема врска, кажи што сакаш, ајде. Ништо бе, друже, само еден чај за мене. Рековме све што сакаш. А чај се? Добро. Кај си бе? О, директоре, седи. Не. 2 недели те молам за книгата да ми ја донесеш, си ја купив онлайн 3 пати ми ја донесоа ти дори да стигнеш со неја. А ти цел ден на лаптоп ништо не пенеш, само потом. Како ништо не правам, све направив. Што ти демек имаш мрднат од креветот. Немам мрднато. Шо имаш завршено денес работа? Шо не? Платив сметки. Испазарив за цела недела, фрижидерон го наполнив. Си купив нова јакна. За тебе пица нарачав за 2-3 минути ќе стигне. Седи. А ја низ град сакам цел ден ништо не заврши. Хај, купувај си онлайн и немаш гајле. 100 пати ти јам кажувам, дојди да ти покажам. Време е за првиот гостин и единствениот гостин. Таа е секако пејачка за која не треба да се троша зборови, бидејќи си иде многу добро. Ја знаете, јас би сакал нешто ново да кажам за неја. Значи нема да кажам една од најдобрите гласови, вамо таму најсекси, најголем талент. Ќе речам, еве, најзгодната бремена девојка во моментов во целиот свет, Тамара Тодеска! Не ми се мачи, Здраво, Кана, седи. Чекай, може ја се ово малце го разместам? Да, направи си бремен простор. Обремени го. Ти мислиш лесно е двајца да си? Морам да те прашам, гледајќи те вака, Да.
кој ти ги врза штиклите. Нема шанси ти да си ги врзала. До кај можеш да идеш таму со рачето? До кај стигаш? До овде стигаш? Да. Толку, така? Тоа е тоа. Нема више мешето седи толку. Сега да го издаваме мачка дека он ми ги облака чорапите и ми ги врзува кондури. Аплу за мачка незиниот сопруг. Тоа е сопруг. Така е. Бога ми ќе го пофалам и јас. Тоа е мачка кој што Некој секоја жена совет? би посакала. Друг некој совет вака за мајките, што би кажала? За Пример, мајките кој ќе те совет? праша девојка, еве прв месец сум, што ќе ми кажеш леле, што прво ја викаш? Па јас сум во принцип многу кул и прибрана и не сум паничар. Повеќето жени се во паника, барем така ми викаат оние кои што веќе го прошле ова мое искуство. Так. Викаат да ти си многу кул, вика што не се очекуваш од тебе. Јас во принцип сум ненормална Шлаки. и шлаки, али сватив дека бременоста многу ми прија Те промени? позитивно, ме смири. Значи, буквална смисла на блажена состојба е. Вау. И онака сум као... Што сакаш да кажеш дека клоцна? Цело време клоца, брат. Значи, не знаеш, ова не си. Пред некој ден мачка прв пат виде дека уствари мене ми шета стомакот. Како бе ти шета? Шета као елиен. Значи, пеок се појави или рука, или Може нога, си или бута со глава. рачињата, бе. Да, ама мачка кој што прв пат кога го виде тоа, Па да, реално не е многу убаво за гледање. да, не е језиво. Слушај, ова Хана у моментов сигурно ќе го гледа негде на YouTube. Хана, гледај сега што ќе ти направам. Да те серат кокошки. Видиш што ти направи? Добре, како ќе се пораѓаш, знаеш? Природно, царски рез, тие такви работи? Во принцип би сакала да е природно, Аха. со епидурална анестезија се вика таа по најново, која што се става во кичмата и долниот дел скроз ти се... Ама тоа боли корни или Кој? не? Не Еј, боли. Ако не се стави тоа боли Инекцијата. корне. Добро, инекцијата? демек вреди болката Добро, на инекцијата. вреди болката на инекцијата, пошто многу помалку ќе те боли оној, нели? Точно, да. Природниот, Делот. да, кој што не сакам воопште да го размислувам, али вика дека е многу страшно, дека многу боли, али моментот кога ќе го видиш, зашто го уклучи? Почекај малце. Моментот кога ќе го видиш бебето, све забораваш. Точно, Го има на мене Чекај линија. да видам Добро кој е. вечер. Ало. Во програма сте. Спасе, немој се, ја зборам со Тамара. Дај ми ја Тамара, ја да чу. Кој спасе? Кој спасе? Ај, спасе. Ало, Кај си бе Тамара? гајте ме срцка. Еј, ти ко мене збориш. Да. Ти ја, пар може да бидеме, ти ако немаш дечко, Ама, сакаш пар да ти изнесам на Боза да идеме, ако сакаш. дека бе ќе ми изнесеш? Обулачани кај мене, тука... Шо? Не ли си бил обулачани? Обулачени си била? Дека тоа, другарче? Тоа е Скопска Црнагора. О, многу Имам би и сакала трактори, да све имам, ако сакаш ја ќе оставам. Имам и ја трактор, сега се менјам. Два. А ќе Имам жени оставам мајка, имам ја трактор. број урежија да оставам, па ти јави ми се после. Остави може. Спаси, баш кај дедо ми беше спаси. Ти не знаеш за ова. Тебе пред неколку дена... Како мислиш, не знам за ова? Не знаеш, тебе Па пред не неколку се дена ти... договоривме дека нема, чекај. дека све е договорено. Тебе пред неколку дена ти ја измонтираа свадбата. Така? Така? Кажи, која студио кажи си таму? My Day Wedding Film. Па јас си ги сконтактирав и им Жити реков, све. извадете ми мало делче, некој е безболно, некој е сега да не биде, не знам, таму као... Нешто, не знам. Знаеш, да е нешто нормално и сега ќе го видиме тоа. Ајде! Ајде, гледаме свадбата на Тамара. Леле. Што сте убави. Значи, со се правеше на плоштад со Александар. Не е со плоштад тука. тоа, бре. А кај? Филип втори, другиот плоштад. Што си убава. Многу сум слаба. Леле, ама го направи она класичното со музики тажни, со глупости, романтики. Не знам ја за ова, јас инсистирам да нема вакво нешто, ама они направиле без ја да знам. Ова е Манасков? Да. Дан Масни Манасков ни беше вторкум. Ја реков само си дошол и се слика. Имавме прв кум и втор кум. Па Или погачи, типа па девер. чуда. Види. Мораш да си искривиш, бе. Морам да се искривам, ужас.
А тоа Ѓорги Чековски А беше. мачка на кој што му е крива ова вратоврската цело време. Добро бе вика, нели виде дека ми е криво, вика. Да, што не ми ти каже? текна да го наместиш? Убаво изгледа. Слушай, знаеш зашто се смееме овде? Зошто? Дека кога реков да, го згазнав, тема како го згазнеш одма кога ќе речеш да, тоа е тој момент да свариш си главата на куќата со штикла? Тука си главниот, тука сега натаму си главен. Кој го фати Бидермајерот? Кики. Кики го Кој фати може? Бидермајерот? А види ова. Ова Ова се што е? навијачите на работнички. Од што другата правеа? страна на Вардар Ја беа. запалија свадбата? Оп. И Опа! со овој покрет да го завршиме ова. Браво, многу убаво. Многу убаво. Фала, батице. И многу сте убави со мачка. Ете. И си стоите таква плава црна. Ти си примадона, знаеш, таква си. Ти, Приманат. немој да ми избориш. Знаеш, па таква си, главна си. А видиш он се носи со тоа све. Како се носи? Види, може да сум ја главна вака сега со тебе, али дома не сум главна. Еј не, Дома сум како маче. сигурно? Што значи тоа Маченце. готвиш, пример, переш, знаеш да зачистиш? Перам, Се он надам пружа веш. не сега се надам. Он пружа веш, така сме договорени и он го собира. Тоа е дека го гледал Тошо Малерот и мисли дека е кул. Знаеш, а не дека е... Знае да запегла, у принцип не пеглам многу. Добро. Али сакам да готвам италијански специјалитети, не знам, може би сум била некоја сицилијанка во минатиот живот, пошто многу сакам да правам пасти од качени. Знаеш дека исто е малку познат факт, само во Сицилија прават пасти. Стварно? Да. Сигурно си била Сицилијанка. Мислиш? Гарант. Пој некоја блесава. Хана. Иначе, Што сакаш да за види мачка кога- правевме муабет. Абе, доста за мачка? Или сакаш уште нешто да кажеш за твојот соп? Сакам да кажам дека многу го сакам и дека сум многу срекна што имам таков ова е маж. супер. Сега може за Хана? Може. Што сакаш да е Хана кога ќе порасне? Па ја ќе оставам сама да си одбере што да Абе, биде. кажи нешто, што би Е, сакал? пејачка. Еј, стварно? Сакам многу да е пејачка. Дебе? Да. Барем да има убав глас, еве, нека не биде пејачка. Нема сигурно ќе има убав глас, пошто гените наши не се А мачка како не пее? се зафрлање. Мачка као слон на увода му се. Е, па од кај знаеш кај? Со татко и како се запозна, еве да кажеме? Ја не знам. Со мачка како се Да. запознав? А со мачка се знам па повеќе од 7 години. Прво бевме. Да, прво бевме другари. Ајде, 6 години. таква врска значи. 6 години бевме другарчиња. До душе, може да секи ми се наљути. Имаше еден потег таков. Пред? Деме? Да, као ајде идеме на вечера. ја Очигледно отидов- неуспешен. Ја отидов со него на вечера и не знам што се деси у тој момент на Ја таа може да ти вечера. кажам што се десило? Сте вечерале. Да. И толку. Ама чекај, ај што вечеравме, него што јас си станав и си отидов од таа вечера. Не. Нешто кој ми се јави, некој ми се јави и му викам, мачка, извини, морам да идам, се слушаме. А она, Гостави? да. И гостив и он од И он тогаш... после тоа и он пак од те тогаш- бркаше? Не, од тогаш ме откачи. После ја го бркав едно време. Па онда јас се откажав. И онда па некако случајно се најдовме, не знам како, он го отвори тој негов ресторан, ја му отидов на отварање, нели чисто другарски. Така. И тока нешто таа вечер се случи, ја имав убава многу една бела хаљина облечена летна и он изгледа падна на таа моја бела хаљина и толку беше. Он влезе у ВЦ. И само од после 5 минути рече: "Аце! Дај на пенкала!" Секоја кесичка чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Good Nature – најдоброто чајникот на природата. Алкалоид, Скопје. Вистинско темно. Златен даб. Дарк. Хидромал Флекс, број 1 хидроизолација од Адинг, гарантирано сува во вашите купатила, кујни, тераси, бањи и подруми.
македонски производ и докажано најдобро решение. Хидромал Флекс. За начинот на употреба, дозирањето и примената задолжително консултирате со вашиот матичен мајстор или градежен инженер. Пишува одредено време и ти имаш еден таков лют малце статус, као не си склон, обично знам дека не се нервираш многу кога те пишуваат. Обично не реагирам, управо си. Додуше порано малци и брзо плета бев, знаеш, малци и јазикот ми беше побрзо од главата, од мозокот и се каев понекогаш за некои работи кои што ќе ги напишам, али у последно време се контролирам. Али овој момент ме извади од кондури буквално и морав да изреагирам затоа што не пишува само за мене, пишува и за Мачка, а Мачка не сакам да го нити експонирам, нити да му го прљам ни името, нити па да го секирам за било што и Сега затоа. сакам да те прашам, мислиш дека има врска тоа што едноставно бидејќи си веќе во брачна заедница и малци поинаку е чувството не си сама. Значи, кога нешто тебе ти викаат, ама и кога тебе те напаѓаат, вас ве напаѓаат и можеби веќе и не ти е само за себе, него го браниш повеќе него отколку што се браниш себе. Можно е и тоа да, можно и тоа да е, не сум размислувала, али мислам брак како брак, мене брак ми е само папир еден. Добра, ама тоа беа глупости, нит се разведуете, нит се правите, баш напротив така сесија. Све си како што треба, брат. Ми се допаѓа тоа. Ми се допаѓа. Ај сега да свртиме за твојот концерт кој што беше многу долго очекуван и знам дека многу се радуваш и ти беше ептен кеф дека го направи. Се на се, имаше ли некој миг што би сакала да го смениш или се беше баш онака перфектно? Имаше. Имаше, на пример? Да. Мислам дека по наши стандарди почнавме доцна, пошто сепак дојде и многу овакво млада публика реално. Аха. И мислам дека Чаша си легнат. Дека касно почнавме реално, али буквално салата се напуни во 9:30. Так. Ја излегов негде 20 за 10. Така. Али тоа не беше само до мене. Не било страшно. Ти поише чекаше за сега во емисија да влезеш, не? Апсолутно. Еве, викаш дека сакаш Хана да е пејачка. Тоа значи дека претпоставувам, окей се живее од работава. Апсолутно. Мора да се работи за да се заработи. Јас работев овој последниот период и заработив. Само заради тоа. А за да се заработи, би отишла надвор, како сестра ти, например? Во Србија? Па нека биде. Па, искрено Србија не ми е предизвик. Зошто не Србија? Па затоа што мислам дека мојата музика во Србија нема да ја разберат. А да не е ради Тијана? Не е ради смисла да не Тијана. си конкурирате. Па може и тоа да има малце онака подсвесно да влијае на мене. Али еве ќе ти откријам, имам понуда од една продуцентска куќа на Балканот која што сака да го издаде еден ден албумот. Многу ми се допадна и звучи многу свежо, така ми кажа. Така што најверојатно ќе се издаде албумот на друг јазик во една друга земја. Тажна љубов, среќна песна Среќна на друг јазик? песма. Тужна љубов. Тужна љубов. Може така да ти се вика? Може. А тужна ljubov, среќна песна, бидејќи таа е хитот, како настана бе таа песна? Требаше да биде песната на Тарабунов. За колку? За малце ли? За малце ли? Волце. И вика Роберт, влези да ми го испееш демото. Викам Роберт, што да пеам? Викам шити све дај, немој, викам вакви тралалајки да ми даваш, викам да пеам. А он вака, бе, дали си нормална? Вика, ова е хит ко куќа. Викам Роберт, ја вакви тралалајки не ти пеам. Притом Значи нема текст. Нема текст. И ме натера некако. Тарабунов у ќош седи? Не, Тарабунов не беше уопште тука присутен. Он одма му направи друга песма на Тарабунов само за да ја пеам оваа. Леле, колку му е лошо на Тарабунов у моментов, да знаете. Сега. И он направи песната на Тарабунов. Тарабунов си ја испеа, одлична песна имаше таа година. Како не хит, уште да го знаевме името. Марија се викаше. Марија од Тарабунов? Дупло боле од Тажна љубов. Дупло боле. Реално, што се? Не ми прави вака.
И ти што правиш? На. И јас влагам у студио и му снимам демо, мислејќи дека нема мене да ме малтретира да ја пеам. Разбираш ли? И ја Веќе да му слушате снимам врв, а? демо. И Роберт вика, фино лепо сега ова демо, ке му го пуштам вика ја на Джамбас. И Машала. ќе го чекаме текстот. Мислам поучениот готово е тешко без тебе, нели? Чекам, а немате Дека вие тоа е- договор со Джамбазов? Дека тоа е тој тим кој што победува и нели добро. апсолутно апропо не се менува. А Джамбаз знае дека ќе добија песна? Нема или појма Джамбас. Джамбас го добива демото и одлепува на демото. Значи му се допаѓа. И да, и он исто се согласува со Роберт дека тоа е хит Зошо ко Роберт, куќа. а ти што? Тебе не ти се Браво, допаѓа? Джамбазов. Како? У тој Мене у момент. тој момент не ми се допаѓа, не сакам, ја одбивам да ја пеам. Он го добива демото на 6 мај, Добро? а рачунај дека ние ја враќа негде август. Значи, го чекаме добри 3 месеца, може да Тоа што претеруем. значи дека долго работи на песната? Не работи он, брат, чека да му дојде. Ало, Джамбас, што направи? Чекам да ми дојде. Обе викам, проблем имаме, треба да ја праќаме, викам, песмава на Макве Свиши, ако ја праќаме, викам, кога ме натеравте да ја пеам, викам, дај да ја завршиме. Чекам да ми дојде. И така проѓа Нервира месец, тоа, а? два, третиот месец проѓа, еве ми ти го него од слепче се јавува. Добро. Сега, ова ти раскажем ја, како ми раскаже Аце, другарот на Джамбас. Добро. И тамче, он влезе у ВЦ. И само од после 5 минути рече, Аце! Дај на пенкало! И ја отидов, вика, влегов му го джитнав пенкалото. Он излезе со напишан текст на тоалет папир. Кај ме компјутерот? Он го напишал на шолја текст. Па чекал да му дојде, бе, Тамара, бе. Чекал да му дојде. Чекал да му дојде и на него му дошло. Му олеснило. Му дошло и текстов и друго. Так. И он ја напиша, иначе ја напиша 2 рефрена. Со Роберт еден му сецнавме, пошто Роберт инсистираше да биде што поедноставно се. Билов и Джамбазов ке ги пронајдам. И кај се, и што се, со кого ке ги убијам. Имам една ексклузива за публиката, а тоа е ти ми рече дека Више Пошто не не ти се се сеќавам што му допаѓала кажеш. тажна љубов, среќна песна. Добро, Ти имаш напишано нов текст. Овој пат твој. добро. И малтене е тој текст да, не знам, кажи ми ја приказнава, да им вратиш нешто на... Да, апсолутно. Што е работа? Payback. Зошто? Дека... Од револт. Од револт? Да. Е сега, за да ја испееме ќе ни треба нормално музика. Добро. И имаме специјален гостин која сме Стварно? кај музиката. Имено на YouTube има едно видео каде што Тино, еден дечко што супер свири на гитара, а by the way не е гитарист, туку учи виолончел, ако не се Што лажам. збориш? Да, дај да го видиме како ја свири тажна љубов, кратко делче. Види го Тино. Ама пољубац има бе на образ. Не бе, едноставно е млад. Румен? Да. Гледај како свири. Опа. Браво. А кај си? Не сакам да знам. И го имаме Тино тука, ајде Тино влези. Keep calm and play guitar, здраво. Како си? Маичката му е Седи, многу добра. седи. Ти треба јасточе тебе? Не. Тино, вистина е дека значи не свириш гитара, фактички не учиш гитара, туку учиш Учиш виолончело. виолончело како сестра ми. Не, почетник сум тоа, така. Кој ти предава? Виолончела? Да. Марија, професор. Шубаво си Да. направија му. Јас свира виолончело А 3 Столе го часа. знаеш? Столе харфа што свири. Кој? Кај учиш Тино? Музичко. Трета година. Трета година. Средна? Трета средно. Ле, добре, ти престои богати идни на се надевам и навивам за тебе. На YouTube како да те најдат каналчето, како ти си вика? Тино Стојановски само. Ти треба да отсвириш тажна љубов среќна песна, а ти Тамара, значи Треба да пеам. го пееш новиот Новиот текст. текст. Значи, ова е worldwide ексклузив, новиот текст на Тамара. Со кој мотив значи уште еднаш повторуваме напишан? Од бес. Од бес кон Игор и Роберт. Роберт.
песнава ке престане да ме демне и прогонува. Билов и Джамбазов ке ги пронајдам и кај се и што се со кого ке ги убијам. Хеј, чина! Пагаме, хеј, многу песни сум отпеала, а баш сите песни предходни, сите биле подобри, сите сум ги сакала. Етапа голема, Игор и Роберт, знајте, ке ги боли, ке ги бркам лете, а и зиме, досадна и глупа песна, тие ми напиша еден ден, ке им вратам јасно за ова, да, ма баш тој ден, ке им ја искршам и колата. Песнава, не ќам веќе да ја слушам јас, а кај сум и што сум, ми викат испеј ни ја пак, испеј ни ја пак. Генијално! Тино, не те оставам со празни раце. Фала. Вечерче за тебе. Фала ти, мајсторе. Фала, Тино, продолжи така. Обавезно. Браво, браво. И добар, многу талентиран дечко, свака чест. Нели? Чизам и во еден момент почнем така да плачам. Ама не знаеш како да плачам. Тажна песна. За Евровизија може да зборнеме? За новава Евровизија. Ти се допаѓа песната? Дона, 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 да, да, да. Крофна, дона. Биди искрена да бидам, ми се допадна. Ти се допаѓа искрено? Искрено. Има интересен, значи Евровизиска. Има нешто. Има нешто кое што Евровизија го сака и мислам дека ќе пројде одлично. А Дона која е појма нема, така? Па ја мислам дека е Лона, кучето на Калиопи, али не сака да ми признае. Пошто она имаше шарпланинец долги години кој што скоро почина и се викаше Лона. И сега мене тоа ме асоцира на Дона. Може би. Али кога и пишав ми рече дека не сум нормална. Но добро, она Кај не сака ти да се текна? дознае вистината. Кај ти текна ми вика тебе сега, вика најверојатно дека Лона е близко до Дона, али не знам, ми се свига песната и онака од срце и посакувам успех на Калиопи. Секако и ние. Дали пеачите, како глумците, овие што снимаат филмови по Холивуд, одбиваат песни? Тебе ти се случува да ти дадат, како што ти да дале, да речеме, тажна љубов, викаш не, ама стварно не е. Да, и стварно не е вако и он му е дава на Тарабунов. Тоа го правите? Леле Тарабунов, се надевам нема да ми се наљутиш, срце моје, знаеш дека те сакам. Не, сите го сакаме. Значи, фактички албумите на Тарабунов се без страната на сите албуми на Тамара, фактички. Иначе Тарабунов има нов албум, му се вика Одбиените песни на Тамара. Така е насловот. Гад! Немој ке ми се наљути. Ма не, он е добар дечко. А има некоја песна Тарабунов што ја одбила, ти што си ја земала? Има. Има? Да. Која? Готово е. Леле, какви грешки прави Тарабунов? Готово е, ја одбил. Не се шалам. Немој така да правиш. Не се шалам, стварно, готово е, имаше он отпеано демото кога отидов кај Роберт. Ама соработувате, ептен блиски, онака, така? Роберт, ти, Тарабунов, Па, Тарабунов и Джамбазов од Слепче, од ваму. Тарабунов е одличен пеач, мислам, Како за не? мене е еден од најдобрите кај нас. Вокали. Али и ретко кој може готово е да ја испее, знаеш? Точно. Али тогаш беше ла 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 само. Значи што беше ла 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 ла. Да. Па добро, и така звучи добро. Мислам дека и таа песна требаше да биде негова. Добро. Ми имаш кажано дека си една од ретките што има прочитано дел од новата книга на Джамбазов. Тоа смее да се каже? Па јас мислам дека да.
Бидејќи веќе го кажав, не дека... Добро, еве ќе ти раскажам и што ми се деси кога ја читав. А зашто? Се враќав од Белград. И на аеродром пред полетување ми стигна мејл од Џамбазов, кој што наводно немал како да го зачува фајлот. Вика, имаш, вика, едно 90 страни, вика, почетокот од книгата, на мејл, вика, да го сочуваш, како што допишувам, вика, така ќе ти праќам. Викам, важи, супер, ќе чувам. И влагам ја у авион. И почнем да читам, ништо не сапам ни стюардеса, ни бутур, седно еден човек до мене, македонец, и летаме. Ја чизам и момент, почнем така да плачам. Ама не знаеш како да плачам. Тажна песна. Со солзи крокодилски. И овој ме гледа, вака човекот до мене што седи, супер. После 5 минути почнем да рикам од смеење. И почнем хистерично да се смеам. Овој до тебе појба немаш. А овој до мене вика, што читаш бе, ми вика. Вика 5 расположенија с мене, вика за 10 минути. Толку така добро? Така што книгата е гениална. Значи пак ме спомнува моje мислење. Твое мислење, Пак ме дали е спомнува подобро мене. од другите само кажи? Апсолутно. Оу, браво. Најдобра до сега. Толку ќе збориме. Те поздрави Џамбазов, иначе мртов болен дома. Да не му лежи. откриваме кјути. Спремаат представа со Весна Петрушевска на Што ќе биде 27 супер. имаат премиера. Добро ствари ќе знаеш, тоа Така е последната емисија, Весна баш ни доаѓа да збориме за тоа. Не може да си отидеш без да те прашам за фамозното сликање, сесија, кажи ја како сакаш со Чедо Поповски, каде што ки пушти пријателките. Тоа беше, ама добро, не е таа слика. Ова се необјавени слики, by the way. Ја, колку сум слаба! Ова го имаш видено ова слика? Не. Ајде што некоја што не ја видела Тамара? Да видиме. Воу, прекрасно. Смени! Колку сати да емисија? Опа! Еј! Оваа требало да биде. Дај уште една жити, мајка. Супер слика. Кој ти ги даде слики, бе? Проваливме кај Чедо. Проваливте, така? Проваливме. Ќе му кажам ја на него. Знаеш што рече, by the way? Толку? Нема више, немојте више да ме шокирате ке се породам. Не пуштаме. Ама, мора да ти кажам што ми рече Чедо. Што ти рече Чедо? Вика, поздрави ја Тамара и кажа и дека се збори, демек многу се брои низ градов за неа. Ја викам, добро, што тоа? Вика, па многу зборат сите дека наводно детето ќе имало млеко да цица до 8 деление. Сакам да го поздравам Чедо и да му се заблагодарам што ме натера да се соблечам, пошто боле не сум изгледала у живот. Кога сме кај тоа и отвараме карти, сакам и јас да му се заблагодарам што ме натера да се соблечам, Чедо. Спремна си за твитови? Ајде. Прочитај го. Прашање на годината. Кој има поголеми, Тамара или Верка? Верка се викаш од Љубој? Вера, мислам. Вера. Да. Ова е од Бубамара, така? Да, ја мислам дека моите се сепак сега поголеми. Во моментов сигурно. Да. Ајде да видиме твит број 2. Тамара, оваа од Љубојно демек имала поголеми цицки од мене. Мажу, дојди ваму, затрудни ме одма сега! Демек така стигнало. Ајде, бегај. Добро, идемо дале. Тамара доби награда и за најдобра актерка. Ау, не, тај. Така е кога ќе земеш 7 Бубамари. Море, луѓе, Тамара, антипатична крај ми е. Ово е од Битола, да не е. Васко да не. Васко од Горија. Васко е 100%, пошто крај. Само е пишан Анастасија. Да, ама со И има уште едно. Тамара е ко вегета, во сите манџи да се убута. Те погоди тука малку. Малку. Дај си се бутала ја, бе. Не, доста се. Дај да видим што се Сега не дека не се буташ, ама добро. И ова е минута со Јангдерн, кога сме Тамара. Глигор, Тамара, јас и Мешевски сме декор само. Значи, ова е играта. Бројме до 60 секунди. Мешевски означува старт, Мешевски означува стоп. Значи, кадија Мешевски. И сега, што е работата? Поставувам прашање. Кој прв ќе го земе Јангдермот, тој одговара. Океј. Значи,
А ако одговориш точно, имаш плюс 1 поен, а ако одговориш неточно, минус 1 поен. На крајот од 60 секунди, кој има поише победни, победува. Што добива победникот? Многу пари. После ќе откриеме. Спремни? Спремни. Ајде. Ајде. Ако Јангдерен ви го чисти лицето од акни, колку метри има во 1 километар? 1000. Чекај, твое, готово. Ајде, одговарај. Колку? 1000. Точно, добро, одиме понатаму. Јангдерен лосионот содржи екстракт од алоe вера. Како името на верскиот празник? Вера, надеж и Љубов. точно. Јангдерен лосионот ги остварува, ги тргнува сите на чистоти на лицето. Која година Македонија стана самостојна? Која? 92-ра? Негативен поен. 92-ра. Како ме 92-ра? Одиме понатаму. Јангдерен тонико содржи комбинација на хидратантни состојки. Што е потешко? Кило камења или 1 килограм пердуи? Исто е. Точно! Јангдерен влажните маранчиња не содржат алкохол. Колку посто алкохол има безалкохолно пиво? Молим? Колку има? Што? Колку? Минус, негативен поен. Одиме понатаму. Па не може да има безалкохолно пиво алкохол. Одиме понатаму. Јангдерен маранчињата содржат цинк. Каква боја е портокалот? Протокола. Точно! Браво, и да видиме. Резултатите се 0 бодови за Глигор, 2 бодови за Тамара. Тамара е победник, добива многу пари, а Глигор добива Јангдер. Дали сте зависни од иновации и дигитална трансформација? 150 предавачи, 9 паралелни настани. Учествувате на четвртата индустријска револуција. 19 и 20 април, билети на webit.bg. Секоја кесичка чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Good Nature – најдоброто чајникот на природата. Алкалоид, Скопје. Ова е Перо. Тој има тросовен стан од 80 на квадрати. За само 2500 денари месечна рата. Перо стави прозорци од врвна класа и автоматски алуминиумски ролетни низ целиот стан. Прозорците штедат толку многу енергија, што Перо за 2 години заштеди доволно да ја купи автомобил на Мира. Мира де сопругата. Роломатик. Врвниот квалитет никогаш подостапен. Едно последно прашање, ако тука е 20 часот. Тука е 20 часот. Дали е светло или темно во Софија? Темно. Темно е. Тебе па нешто поинтересно да ти текнеш од Софија. Good Nature Фала. за гласот, нормално. Добро. Витаминка за храна. Вау. Да, мораме нели да пазиме. Фала, вие кај Джамбазов Ти си му ги по задов венчавките ореофлат ти е местото, а ова ти е за сомачка да си нели таму. Добро. И од 22 до 27 март има сајм на мебел, посетете ги вие Пункт мебел каде ќе биде Мартин, овој прекрасен дечко и другарите. Воедно тука јас и се заблагодарувам на Тамара Тодевска за тоа што е супер, за тоа што ќе биде прекрасна мама. Вие што не гледате, останете на Телма, Може јас да бидејќи кажам следува Убавицата и Зверот филмот. Сакам да ги поздравам сите гледачи на 1 на 1. Сакам да им кажам Сите двајца? Да кажам на мојата публика верна дека највише свет ја сакам и дека само за неа ќе работам и дека ќе правам песни најубави у свет и дека сум многу среќна што ти дојдов конечно во емисијата. А јас сакам да му порачам на Чедо, спремај се, доаѓам. Ау! Тамара месецо. Ау! Како си поминала снимањето кај жар? Дали е овој нормален, бе? Дали е нормален, бе? Ме полуде ке се породе пред време, нормален ми вади снимки од свадба. Путала една!